Здраво на сите, добродојдовте назад во новата епизода на Јустинијан збори. Мене денеска гостин ќе ми биде професорот Мишо Докманик од Правниот факултет во Скопје. Добродојдовте, професор. Добре дојдете, благодарам многу за поканата. Да, и најпрво пред да започнеме со разговор, сакам наистина да ви се заблагодарам што прифативте и издвоивте време да поразговарате со мене и да подискутираме за одредени теми кои мене ме интересира, знам дека и вас ве интересираат, а верувам дека и на студентите, поготово на оние од Правниот факултет, ќе им бидат од корист. Сакам да нагласам дека мора да споменам дека сте првиот професор гостин на Јустинијан збори. До сега имавме неколку студенти, па така сега се надевам дека после вас повеќе ваши колеги ќе ни гостуваат, па и со нив да направиме муабет за одредени теми. Да. И мене ми е задоволство што во новонастанатите услови има една иницијатива од студентите која што мене ми се допадна, го видов едно од интервјуата и реков дека е одлично. Јас барам важам за професор кој што сака брзо да се прилагоди на новите околности. Мислам дека ова е доста позитивен чекор кој што има возможува на студентите на факултетот да функционираат нормално во овие нови услови кои што сите не преокупираат. Да. Па ајде да започнеме. Знам додека се спремав малце прочитав дека сте дипломирали како студент на генерација. Денеска сте на другата страна од катедрата. Денеска сте професор, оној кој што ги пишува оценки. Што за вас е најважно за еден, да кажеме, млад правник или политиколог, млад новинар од Правниот факултет кој што сака да работи по професија откако ќе заврши, што е најважно за тоа тој да го оствари или таа да го оствари? Да, па баш интересно што сте го читале CV-то и јас се потсеќам на студентските денови. Мислам дека најдобриот совет кој што може да се даде во овие околности е студентите да ги користат сите можности кои што им стојат на располагање. Значи, јас кога студирав, рачунајте, тоа беше можеби пред 20 години, навистина имаше многу можности за студентите, сега колку што е битно она што ќе го научите на факултет, така, теоретски, некаде и практично. Мислам дека е многу битно да ги искористите сите можности да стекнете некои практични вештини за време на студиите. И да речеме, јас како студент доста патував и мислам дека тоа навистина дава една додадена вредност во секој CV. Значи, вие кога имате еден студент кој што е одличен, има добри оцени, меѓутоа, доколку не изборува англиски, доколку нема практични некои вештини, можеби некоја можност да работи на некој проект, мислам дека факултетот нуди доста такви работи, да речеме, особено во делот на студентите кои што учат и на англиски јазик. Значи, има можност да искористат некои шанси за практична работа, која што после ќе ги опреми на некој начин со практични вештини, бидејќи работодавците и пред 20 години и денеска барам да имате некои практични вештини да може нешто конкретно да работите. Нормално теоријата све во ред, меѓутоа мора и практично. Јас за среќа или можеби како предизвик демонстратор станав уште втората година на студии и не почнав на историја на историја, туку бев кај професорот Шкарич. 2 години бев демонстратор по уставно право и после тоа 2001 година се префрлив на историја на правото, така да малце имаше еден шифт кој што мислам дека и повеќе ми одговараше и беа малце, да речеме, порелаксирани односите на таа катедра, така да мислам дека го направив вистинскиот избор во тој период и нормално сегаш треба да му благодарите и на професорот кој што бе избрал. Така, мене ми избра професорката Билјана Поповска, јас неа ниту ја познавав, ниту па моето семејство имаше некој бекграунд у правни студии и мислам дека исто така тоа е битно и на кандидатот што се избира му дава некоја позицијата тој може да се докаже. Така да јас го користев доста сето она што се нуди на студентите, на постдипломци, на докторанти,
да добиам некои студиски престои или да одам на конференција и така натаму. И мислам дека тоа многу битно, да речеме, некогаш сум пропуштил некои шанси. Се сеќавам така 2007 година во последен момент се откажав од една беше како летна програма во Азербејџан и од тогаш до денес не ми се укажала никоја нова можност да одам во Азербејџан. Ме разбирате? Така да сега би го реализирал тоа како приватно патување, меѓутоа мислам дека е тоа многу битно, особено ако одите во различни делови на светот. Например, мене некои патувања на вистина ми го променија овој ова светогледот. Светогледот, да речеме, патувањето во Индија, во Израел, во Соединетите држави се нака дестинации кои што може да го променат човекот и начинот на кој што размислува. Дефинитивно кажавте кои се придобивките, поготово од вакви некои што студиски престои, надвор, настани, конференции, работилници, а и знам од ваши предавања што имам слушано, знам дека секогаш имате некоја приказна да кажете од некои такви предавања кои ги поврзувате со материјата за која предавате. Па сега би ве прашал дали може да издвоите едно патување, еден настан или една конференција која што ви оставила голем впечаток и ви помогнала да станете тоа што сте денес. Па да, делом да одговорив на ова прашање, меѓутоа ако го одговорам ова прашање во делот на кариерата, што ми го промени, дефинитивно тука немам можност за поголем избор, бидејќи дефинитивно тоа е еден надпревар по меѓународно право кој што се одржуваше во подолг временски период, значи негде повеќе од 10 години. Тоа беше симулација на судење пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг, каде што студентите добива случај измислен и требаше да бидат улога на адвокати на една од двете држави кои што фиктивно спорат пред Меѓународниот суд на правдата и да ги бранат нивните интереси. Тоа беше надпреварување на кое што учествува учесници од негде 15 земји од регионот и се одржуваше во Сараево во 2003 година. И јас победив значи во конкуренција од сите тие држави и правни факултети, победив на тој надпревар и тоа ми даде понатаму наградата на надпреварот беше студиски престој на Универзитетот во Грац на катедрата за меѓународно право и меѓународни односи во трајање од 1 месец, кој што беше целосно покриено и мислам дека тој престој таму и учеството на надпреварот ми покажа колку е битно да се користат сите тие можности. Значи, една вие кога учите меѓународно право, а друга е кога треба на конкретен случај да го примените и да се надпреварувате со аргументи, со знаење, со дикција, со став пред меѓународни професори и да ги победите вашите колеги. Значи, тоа мене ми даде тој период, јас уште немав ни дипломирана на факултетот, ми даде голема самодоверба. Бидејќи, знаете, чисто тука се дискусот кој е присутен во јавноста дека нашето образование не е толку квалитетно, дека не може да биме конкурентни со другите правни факултети во Европа, во регионот и мислам дека тоа во голем дел погрешно и пристрасно. Значи, ние имаме наши студенти кои што се професори на водечки факултети во Европската Унија, кои што вака се надпреваруваат редовно, да речеме, факултетот праќа тимови на меѓународни надпревари, имаат одлични успеси, така да мислам дека треба на целиот тој процес да согледаме малце пообјективно и нормално и да го поддржиме образованието и науката, бидејќи ако се гледаат статистиките, нашата држава релативно малку вложува во наука и мислам дека тоа е, да речеме, многу битно. Преку тие инвестиции во науката ние можеме да креираме нови иновации и да ги потекнеме и младите луѓе да ја гледаат својата алтернатива тука, а не во странство. И мене, нормално, како и секој млад човек, уште се сметам за млад човек, нели сум размислувал дали го направив вистинскиот избор, така? Да. Дали можеби имав повеќе можности доколку се решив да одам во странство, така?
И јас мислам дека, за сега мислам дека го направи вистинскиот избор. Еден период, посебно пред едно 4-5 години, кога малце околностите во нашата земја беа поинакви, може би си го размислував тоа, меѓутоа мислам дека ние треба да се трудиме да подобриме нашата татковина. Бидејќи нашата Македонија инвестирала во сите нас, тоа не се малку пари да инвестирате во образование основно, средно на еден човек. И нормално треба да бидеме и малку патриоти и сето тоа да се потрудиме да го реинвестираме во нашата земја да стане едно попристојно место за живење. Мислам, таа е она мисла што ме води у последниве, да речеме, едно 20 години. Да. Што ве натера, сега дека зборите, што ве натера да останете овде? Што ме натера? Па ја мислам дека имам релативно окей услови на факултетот. Моето семејство е тука, мојот брат се уцели при неколку години во странство, тоа беше негова одлука. Меѓутоа целото моје семејство живее тука во Македонија, мојата сопруга исто така е од тука. Ние се запознавме со неа во странство, меѓутоа одлучивме така да биде сега за сега и мислам дека тоа е вистинскиот избор. Претпоставам дека се фамилијарните, семејните причини, меѓутоа и фактот што релативно ми беше дадена една окей можност на факултетот. Така да во тој дел на академската слобода, јас сум исклучително задоволен, бидејќи имам слобода да можам да се занимавам со истражување на она што навистина ме интересира. Мислам дека е тоа многу битно. Ако нема слобода, не може да има напредок во ниедно поле и никаде во светот. Мора да има слобода. Да, согласувам тука со вас, професор. Да. Меѓу другите предмети кои што ги предавате на факултетот, еден од предметите е историја на правото. И имајќи во предвид дека живееме на Балканот, каде што голем дел од државите немаат добро дефинирани историски наративи и која станува збор за историја секогаш е контроверзна тема. Како сметате дека истата таа историја треба да се конзумира кај нас? Ова со конзумирам, предпоставувам, доаѓа од Черчиловата теза дека Балканот создава повеќе историја отколку што може да конзумира. Сега, мојот пристап во предавањето на историја на правото или на политичката историја со студентите на политички науки е дека историјата нас треба да ни служи како инструмент да не ги повториме грешките на другите луѓе. Значи, ние кога носиме одлуки, многу ни е полесно доколку знаеме за нешто што се случило во минатото и како луѓето постапувале или носене одлуки во конкретна, во дадена ситуација, да извлечеме битни поуки од тоа и да не ги повториме грешките. Значи, ние и лично, и професионално, и како држава, како нација, како народ, и сме носеле добри одлуки, меѓутоа некогаш сме правели грешки. И мислам дека е многу битно да учиме од искуствата на другите, да не ги повторуваме тие грешки, значи така ќе добиеме многу како додадена вредност. И јас, бидејќи знаете голем број од студентите кои што доаѓаат да студираат, не знам, право или политички науки, кога ќе видат историја, тоа го сметаат дека ќе биде нешто познаколку досадно и што треба сега историја да се изучува, јас сакам да бидам правник или политолог. Меѓутоа, јас курсот, двата курса, ги развивам токму на тој начин да имаме една практична додадена вредност. Значи, историјата да изучуваме не само ради голите факти, податоци, настани, датуми, бројки и така натаму, туку да изучиме поука и да не ги повторуваме грешките на другите. Значи, тоа ми е главниот пристап. Инаку за Балканот, кога зборуваме, нормално тоа е едно регион на светот кој што е турбулентен повеќе од 150 години и се уште не е стабилизиран во целост. И мислам дека од друга страна нашата земја исто така во изминатиот период покажа дека и може да учи од сопствените грешки. Јас морам во овој разговор да го нагласам и оној емотивен момент, да речеме од пред неколку недели кога нашето знаме беше
кренато пред седиштето на НАТО. Значи јас не се сеќавам дека нашата јавност имала можност да почувствува еден таков момент кога ние седнуваме на истата маса со Соединетите Американски држави, со Велика Британија, со Германија, со Франција и имаме ист глас во таа организација. Значи, за мене тоа лично како човек беше навистина можеби најемотивниот момент во изминатите 30 години, бидејќи Македонија покажа дека научи од сопствената грешка и мислам дека секогаш треба да гледаме во иднината, бидејќи иднината ни нуди повеќе можности. Не треба, многу е лесно да се враќате во минатото. Така? Многу е лесно да се враќаме, меѓутоа многу е тешко да носиме одлуки од кои што ни зависи иднината. И мислам дека е тоа многу битно и се надевам и оптимиста сум. Значи јас сум оптимиста за иднината на нашата држава и особено на младите луѓе. Мислам дека овие настани од последниве неколку месеци ќе променат состојбата во нашата земја. Нормално тоа има мали деца, често им раскажувам приказни, во приказните има добра самовила која што има волшебно стапче и ги менува работите веднаш, и по реалниот живот не оди тоа така. Значи мора да научиме на грешките и да работиме сите заедно посветени и мислам дека е тоа многу битно. Така да јас сум оптимист во секој случај. Да, дефинитивно начнавте дел од вашиот одговор може да го искористам како почеток за уште една тема на дискусија во овој разговор, а тоа е самата дипломатија која Македонија во моментот ја води. Моје лично мислење е дека од многуте работи кои што последната влада на Заев ги направи, сметам дека дипломатијата под водство на Никола Димитров е можеби најсветла точка во целата ова политичка ситуација. Па што вие мислите, на што се должи сето тоа? Па тука поради определени објективни околности нема да можам целосно да коментираме ова прашање. Значи мислам, ќе повезам со мојот претходен одговор, мислам дека покажуваме некој напредок на меѓународната сцена, тоа е видливо, особено да речеме во контактите со, бидејќи ја као професор доста контактирам со кругови во странство, тоа е многу видливо и Македонија се посочува како успешна приказна од регионот, која што за релативно краток временски период постигнува така значаен успех. Сметам дека тоа е битно, меѓутоа е битно да успесите на меѓународна сцена имаат и соодветна рефлексија во внатрешните состојби. И во таа смисла мислам дека мора да се води сметка и за внатрешниот развој и како овие придобивки на меѓународно поле може да ги имплементираме и да постигнеме некој економски ефект на среден рок. Бидејќи работите многу тешко се менуваат во секоја структура, во секоја организација, кај секој човек. Значи, вие, ако земете човек кој што секој обичен човек, многу тешко може да ги промените неговиот карактер, како работи и така натаму, а сето тоа ако го подигнеме на ниво на држава е уште потешко, меѓутоа доколку има една клучна група која што може да ги понесе реформите, бидејќи сега од овој процес кој што ни предстои голем реформски процес. Ние кога ги почнеме преговорите во за членство во Европската унија, нас не чека голем реформски процес. И тоа не е само во надворешната политика, тоа е уште поважно во земјоделството. Не знам, во потрошувачките права, економските слободи. Значи, работи кои што многу потешко може да се променат на краток рок. Значи, нас ни предстои еден комплексен процес во сето тоа и јас мислам дека токму тука е шансата за младите луѓе, бидејќи евроинтеграцијата нема да им го промени животот на пензионерите многу или на луѓето кои што се наближуваат на таа возраст. Евроинтеграцијата ќе им го промени животот на младите луѓе. И мислам дека тука е и вашата
шанса, бидејќи оваа емисија таргетира млади луѓе, затоа се обидувам и да пратам некоја порака, значи навистина ова историски момент и мислам дека ќе има многу можности за младите луѓе и во рамките на преговарачкиот процес, но и кога еден ден ќе станеме членка на Унијата и нормално колку добро се покажеме, тоа ќе се рефлектира и на брзината на интеграцијата, бидејќи имаше голем песимизам во Европската Унија, знаете. Меѓутоа сега мислам дека сме на нова страна, отвараме, има нов оптимизам и доколку покажеме како држава дека сме мотивирани и подготвени да се промениме, мислам дека ќе имаме и подобри и побрзи резултати на пократок рок. Мислам дека е тоа битно, бидејќи вие друго е ако вие ги почнете сега преговорите и преговарате 20 години, меѓутоа ако ги завршите за 4-5 години, тоа може да ви промени состојбата значително. Да. Дефинитивно. Пошто се наближуваме при крајот и не сакам да го одолговлекувам овој разговор, сакав да завршам со тоа со американска дипломатија на Балканскиот полуостров. Автор сте на првиот универзитетски учебник за америчка надворешна политика на македонски јазик, Балканот и американската дипломатија во 20 век, и сте иницијатор на завоведување на предметот Балкан и американска дипломатија на постдипломски студии на правниот факултет. Да. Ме интересира како дојдовте до одлучување или определување токму за оваа тема и каква гледате улогата на Америка врз целата балканска политичка сцена во минатиот век и ден денес? Да. Ова е добро, интересно прашање. Јас сега ќе ви кажам точно како се роди идејата за тоа. Значи 2007 година кога почнав да го пишувам докторатот, пошто тогаш имаше малце поинаква процедура, требаше да напишете пријава и ја добив една стипендија од State Department да одам на истражувачки престој во Универзитетот во Илиноис. Тоа е негде на 2 сати од Чикаго, Урбана-Шампејн се вика местото. И тоа има најголема, од универзитет е негде рангиран 40-50 во Америка, меѓутоа има најголемата универзитетска библиотека во Америка, 10 милиони книги. И мислам дека тоа е одлична можност да одам таму, да го направам истражувањето и тоа беше баш ова нешто се исклучи, тебе ти се замрзна сликата. Да, мислам дека до интернетот, ама да. Тоа е кога подложиме на онлайн конекција, да, има проблем. Врски, се случуваат вакви работи, ама продолжите со разговор. Да, и значи ја бев таму 2007 и таму беше првото патување тоа во Америка и многу ми се допадна обкружувањето, ресурсите и така натаму. И потоа негде 2010 година имаше еден повик за стипендии на State Department за програма за американска надворешна политика. И ме примија, бев еден избран од 18 од целиот свет, и тоа беше една програма од 2 месеци во Флорида, на Универзитетот во Флорида, и од таму патувавме на различни места во Америка, кои што се од значење за американската надворешна политика. Посетивме од, да речеме, кубанските заедници во Мајами до Универзитетот во Чикаго, каде што предавал председателот Обама, и на крајот во State Department-от. И мене тоа искуство ми се виде топ. Значи, таму го искористив целиот престој за да соберам материјали, за да развијам еден нов курс. И тој курс го воведов 2010 година, тогаш уште бев ми избраа за доцент, значи на почетната фаза во наставно звање. И ми се виде тоа како одлична можност. Предметот што го воведов беше опционен предмет. Значи, многу е потешко да привлечете студенти кога имате опционен предмет, знаете и сам. Да. И малце направив маркетинг, мини маркетинг и испадна многу популарен предмет. Значи тоа што е на мастер студии на дипломатија и меѓународни односи, секоја година имаше, мислам дека сигурно едно по 30 студенти кои што го избраа овој предмет, имавме предавања
и дури можеби 20 студенти напишаа магистерски тези од овој предмет, замислете, од опционен. И мене тоа ми беше многу интересно и сметав дека треба да се одолжам некако на студентите за тоа што го постигнавме заедно, бидејќи да не беа студентите, ја не можев да се развивам во тој дел. И негде од 2014 година или 2013 почнав да пишувам учебник. Искористив едно патување, бев визитинг професор еден семестар на Универзитетот во Мичиген, во Ан Арбор е тоа, кој што исто така многу високо рангиран универзитет, можеби во првите 20 во Америка, и го искористив и пристапот до документи од State Department, така да книгата мислам дека излезе негде 2014-15 година. И има преку можеби 400 документи кои што за прв пат се референцирани во книга, и мислам дека тоа и дава така една додадена вредност. И за мене беше тоа многу позитивно искуство, што после, да речем, и се поврза со некои други патувања во Соединетите држави. Драго ми беше што може да придонесам понатаму и преку Македонско-американската алумни асоциација во градењето на нови мостови на соработка помеѓу Америка и Македонија. Мислам дека тоа е многу битно. Америка секогаш ни била стратешки партнер, и ако ја гледате настаниве од последниве неколку години, повторно се покажа дека Америка е таа која што имаше клучната улога во сите овие значајни пресвртни моменти за Македонија, и мене ми е драго доколку интересот, би ми било драго доколку интересот на студентите за ова продолжи и понатаму. Значи, таа е многу интересна тема. Учебникот, книгата ги опфаќа и односите со Албанија, со Бугарија, со Грција, со бивша Југославија, наследничките на Југославија, така да некои работи можеби прв пат се евидентирани во нашиот научен дискурс. Особено многу интересни односите со Албанија. Албанија, например, немала дипломатски односи 52 години со Соединетите американски држави од 20 век, или Бугарија често ги прекинува дипломатските односи, така да мене беше тоа фантастично и многу интересно. Така да моето истражување во овој дел на некој начин е завршено. Пошто работев на тоа можеби повеќе од 5 години, и потоа започнав, решив, пошто како што знаеш и сме разговарале претходно, ја доста патувам и се побуди еден интерес за Блискиот Исток. Имав неколку подолги патувања таму и решив да се фокусирам и на прашањата поврзани со историјата и дипломатијата на Блискиот Исток. Така да и тогаш воведов уште еден предмет кој што се вика Современа историја и дипломатија на Блискиот Исток. И мора да признам дека овој предмет не побуди таков интерес како овој претходниот. Значи, имаше студенти што го избираа, меѓутоа тоа беше повеќе менторска настава, имаше многу поголем интерес за Балканот и американската дипломатија, бидејќи претпоставаме дека самите студенти сваќаат што е нашиот стратешки интерес без да прочитаат книгата или без да одат на предавање од овој курс, така да мислам дека тоа е многу битно и мислам дека и нашите генерации треба да ги користат можностите кои што ни се нудат, особено оние што ќе се занимаваат со меѓународни односи и политика, бидејќи односите со Америка се наш национален приоритет во секој случај, и им стоам на располагање на вашите студенти доколку се колеги, пријатели, доколку некој е заинтересиран во оваа насока да оди во Америка. Мислам, сега имате милион можности од програмата Fulbright, магистерски студии или Erasmus програмата во Европа, така да мислам дека е многу битно да се искористат можностите за еден семестар да одите или една учебна година да студирате во странство, и тоа ќе видите дека и тоа не е толку нашето образование воопшто не е лошо. И дека ние може рамо со рамо да се носиме со, да речеме, со водечки универзитети во свет. Да. Дефинитивно, и ја би додал само дека како студент многу е по-добро за мене, бар беше да можам да дојдам до некои податоци, поготово кога станува збор за дипломатијата на САД на овие простори, најпрво на наш јазик, а потоа и да имам можност да ги прочитам и да ги видам, и
полесно е и за учење и за разбирање на некои работи, зошто и како се случуваат. Да. И дефинитивно е од помош на студентите и едва чекам да го земам предметот кога ќе дојдам ја на мастер студија. Ајде, добро, добро. Така ќе видиме. Сега за крај сакам да завршам со едно блиц прашање, бидејќи сега сме за сите во карантин, затворени дома. Денеска е сабота, прв проложен викенд карантин кај нас. Предлог. Една книга, еден филм, една ТВ серија и едно хоби за тие што го слушаат подкастот. Сега ќе испадне се дека ме давам среден колега, бидејќи мислам дека на сите ни треба малце возбуда, така? Да. Јас мислам дека дома е многу досадно да се седи, со деца мали поготово е предизвик. Да речеме би можел да ја препорачам ова, среден колега баш зборував за ова пред некој ден. Не знам ова Homeland, дали имате гледано една серија Homeland. Значи тоа е со настани поврзани со разузнавачката служба на САД во различни делови на светот и мислам дека таа е многу една драматична и возбудлива серија. Последната сезона сега се емитува, има можеби 7-8 сезони, така да ако сака некој да ја гледа, многу е интересно, особено третата, четвртата сезона се навистина многу интересни. Сега јас, кога што имам мали деца, немам баш толку време за читање, може да ви дам нешто да речеме постаро. Мене многу ме интересираат, да речеме, биографски и аутобиографски книги. У последно време. Во тој дел, мислам дека многу може да се научи ако го гледате животот на еден човек, ако бил во некоја ситуација да носи стратешки одлуки, како ги носи одлуките. И у таа смисла пред 1-2-3 години излезе една книга од првиот американски амбасадор во Македонија, Кристофер Хил, се вика Outpost. Outpost. Ако ве занимава, ако ве интересира нешто позабавно или да речеме поедноставно за читање, во однос на предстојните избори во Соединетите Американски држави, знаете дека таму ќе има избори на 3 ноември, барем се планира. И во Македонија требаше избори викендот да има, нели? Да, меѓутоа околностите се такви какви што се. Имаше една многу забавна книга за транзицијата на власт од претходната администрација за администрацијата на Трамп. Се вика Fire and Fury in the White House. Да. Майкл Да, имате прочитано, значи забавно е да се прочита тоа, така да очигледно сите политички елити се соочуваат со слични предизвици кога ја превзимаат власта. Меѓутоа, ако мислам за вашите слушатели или гледачи, мислам дека овие две книги се доста интересни, ако Outpost е малце така по-професионална. Тука не можеме да очекуваме голем број на читатели на тоа. Така да знаете и вие дека ја многу сакам филмови да гледам. Да. Затоа ја прашувам. Да, пошто јас се на студентите ми никогаш им викам дали сте го гледале овој оној филм, нема баш многу интерес, изгледа не се студенти заинтересирани за филмови. Меѓутоа, мислам дека овие 2-3 препораки што ги дадов ќе им помогнат да ги надминат овој корона период. Знам дека е тешко, меѓутоа сигурно може да се најдат начини како да го пополните времето. Крајна линија може да бараат можности да додат на некој студиски престој или некоја конференција кога ќе помине оваа цела ситуација. Инаку, доколку на било кој од вашите гледачи има потребна некоја консултација или нешто сакаат да ме прашаат од ова интервју, може би ќе им се појави некоја идеја, желба и така натаму, може да ме контактираат било кое време на мејл или некоја консултација. Се надам дека што е можно побрзо ќе се вратиме на редовните активности и дека ќе можеме да работиме сите заедно како што работевме претходно. Јас бев еднаш или два пати на факултетот
во изминатите 2-3 недели, меѓутоа навистина многу депресивно да го видите празен правниот факултет. И мислам, мене ми е тоа многу тешко. Мораше додам да земам некои книги од кабинетот и да го видите факултетот празен. Никогаш јас сум на факултетот од како бев студент 22 години, никогаш факултетот го немам видено така празен и навистина тоа ми го крши срцето на некој начин. Се надевам дека сите ќе ја искористиме оваа ситуација, ќе излеземе посилни, похрабри и дека ќе можеме и понатаму да придонесуваме уште подобро за нашиот и заедничкиот развој. Да. Ви благодарам, професоре, на гостувањето. Нема проблем, со задоволство, Ѓорѓи, фала многу. Многу ми се допадна ова. Извини, 2-3 не можевме претходнава недела, пошто бев баш зафатен со малите, меѓутоа баш ми е драго и баш ме расположи овој разговор и ви ставам на располагање за се што е потребно понатаму. Се гледаме на факултет, професор. Така, се ми убаво. Чао. Чао.